Добар ден! Најавната шпица го означи почетокот на ова најново издание на Агроисток во која донесуваме повеќе интересни прилози. Лозарите го одбележаа својот празник закројувајќи ги лозјата, а со вино и ракија си посакаа добар род од новата реколта. Првиот човек на Агенцијата за храна со оптимистички најави за извозните перспективи. Индиските трактори пред земјоделците во Штипско. Пролетно декорирање на градските паркови и тротоари. Приказна за сточар со нова раса кози во радање. Ова се дел од содржините. Лозарите и винарниците го одбележаа својот празник, по традиција со молитва до заштитникот на лозарите Свети Трифун, ги осветија и закроија лозјата. Да слушнеме како овој празник го одбележува семејството на Стојан Димков во Штип. Овој ден е благослов од Бога, на тој ден да се закроe првата лоза. Тоа значи дека и Бог и Свети Трифон дават благодет, благослов за виновата лоза и сите плантажи кои се насадени со лозја. Тоа има поголем беритет, подобре, и значи тоа е во душата влезено пред 1000 години за да се ова спази овој ден Свети Трифон. Биде на лозница, да речеме како вие што се нашите лозници, зависи од големината лозница. Јас имам тука лозници повеќе врсти сорти на лозјата на секоја лозанка. Па зависи ако ја работиш доматински добро да се пушти, речеме дали да биде пуштен на род, дали се сече некоја гранка што речеме измрзата или сува, тоа значи дека да се дотера гранка, да се направи, после да се очисти и да се изврзи со врвца за да биде добро, така да не се ошетува за време на летото кога ќе биде вегетацијата на гроздето. Ние секако имавме во мојата куќа 4 декара лојзе. За жал тоа беше пред 30 години. Се фати многу суша, многу лошо време беше и половината од лојзето се исуши. И моравме ние принудени, оти немаше сап, нема сметка да одржуваш лојзе 4 декара за да обстане тоа лојзе. И тоа ние го ископачивме. И сега, за една ваша информација, јас веќе имам таква идеја, која веќе планирам и се порачи на лозанќе можда 5-6 илјади, ќе обновиме многу плантажа на лојзе. Значи, прво, пред се да кажеме дека ние што сме во селските средини и така кои се занимават, па тоа е штета да нема една куќа, една фамилија, барем 10 лозанки во дворот или полу декар лојзе, тоа значи дека благодетје кога ќе береш гројзе, да направиш и вино, и ракија, и севки благи работи, тоа е дадено со благослов и амин од Господ. Колку време се одгледува лозјето, на што треба да се внимава во текот на целата година, за да излезе добар производ? Првото наследување кога треба се ставя прачката, нели тоа прачката, веројатно се има добри калеми од сите тука земјоделски предпријатија кои се во неговите на Кавадарци или Миркапија, они прават такви прачки, како сакаш прачка, така ќе имаш. Дали варана с картошија, смедеревка, речеме тука има валански дренак, афосали, и не знам какви се вид на сорти има лозанки. Тука таа треба кога веќе се посади. Тоа првата година се сади, втората година има повеќе нагоре што треба да тера лозата, третата година веќе се пушта на еден млад род. После третата година, четвртата година најродна, мислам, на така не толку, але на лозанка. Ето јас тука имам мој лозанки до 30 години веќе постои таа лозанка и дават голем род. Лозанките се многу интересни работи. Јас само ако да кажам, ако дозволите, одам во повеќе држави, видов една лоза на Рожен, на Јане Станиска на гробот има црква, па веројатно стеблото е како една бандера од дистрибуција, таките што се за осветлување. Таа големината опфаќа некаде може едно 400 до 350 квадрата површина голема, тоа неизмерно е. Ама на таа лоза ја поткрнува со други ѓубрива. Не ми кажа бас тие која одгледува таа лоза свечниците, а тоа значи има голем век лозата. И затоа таа лоза се одржува секаде, али треба да биде и тај што ја сади лозата да има мерак да работи, не само да насади и што му даде Господ, него треба одгледување, копање, прскање, кроење, берење, летно време повеќе пати да се прска. Сега веќе таква климата што треба повеќе да се прска секакви апарати. Затоа имаме ние добри агромеханизација кои ни дава сите препарати за одржување на лозите. А што најчесто сте произведувале од лозето, повеќе вино или повеќе раки? Види сега, јас од моето, ние кога имавме до 2-3 тона гројзе, ние не можеме се тоа да го изјадеме и спиеме, него оставиме дел за нас. Дел се продаде тамо, кој има многу заинтересиран, кој да купат. Тука, кога веќе се собере гројзето, јас имав тука во просторија базен од 2500 кила гројзе, се ставаше во базентот и се ферментира ваната, се брка секој ден по 3 пати целиот базен, целото гројзе. Кога веќе да приврие целото, кој спливно сгоре што е тоа,
На 4 дена, кога се веќе превентира, се изваѓа вино, колку сакаш такво. До 3-4 дена виното е поблаго, а после до 15 дена по-горко, мислам, по-јако машко вино. После кога тоа се извади по твоја потреба, дали од 1000 кг да речеме гројзе, ти ќе извадиш некаде 100-150 кг вино, остатокот се прави во ракија. Тоа после 25 дена да се вари ракијата и да имаш квалитетна ракија. Езимит вино е респектабилна винарница која бележи солидни резултати во сите фази од своето работење. Ви нудиме едно навраќање на неколку минути во оваа успешна компанија. Езимит вино започна со преработката на грозјето од годинашнава реколта. Според одговорните во оваа фирма, грозјето е со висок квалитет, се работи деноноќно со цел да се искористат поволните временски услови за да се преработи секое зрно грозје. Ние сме многу задоволни од квалитетот. Претежно од врнежите и сончевите денови се испадна како порачено, како што очекувавме и како што сакавме. Годинава Езимит вино планира откуп на 20 милиони килограми грозје, од кое дел ќе биде сместено во визбата во Штип, а дел во винарската визба во Лозово, која од неодамна е во собственост на штипската фирма. Го проширихме нашиот капацитет, купивме нова винарска визба во Лозово и оваа година планираме да откупиме 15 милиони килограми грозје. Со тоа планираме да откупиме околината каде што се наоѓа визбата, потоа Велешката околина, Свети Николе и сите села што се наоѓаат во околината на визбата. Во Езимит вино на прво место се кооперантите. Парите за предаденото грозје им се исплаќаат истиот ден. Езимит останува на девизата донесено во визба добар квалитет и додека се отиде дома лозарот да биде веднаш исплатено грозјето. Во наредните денови, слично како и минатите години, ќе се откупува квалитетно грозје од сортите Вранец, Шардоне, Смедеревка, Мерлот, Каберне. Деновиве во Штип се одржа интересна презентација наменета за оние кои сакаат да ја обноват старата земјоделска механизација. Земјоделската механизација која ја користат нашите земјоделци е стара и дотраена, во просек околу 30 години. Ваквиот лош просек директно за последица има неефикасност во извршувањето на земјоделските активности, поголема потрошувачка на гориво, како и трошоци за резервни делови. За оние кои сакаат да ја обноват, владата им нуди две можности: преку финансиска подршка 50/50 и преку програмата Млад земјоделец. За таа цел деновиве во Агенцијата за подршка на земјоделието во Штип се одржа промоција на овие две мерки заедно со механизацијата, што на земјоделците им ја нуди индиска компанија. Денеска правиме на презентација, значи во Штип и околината на Штип имаме поканета луѓе. Целта на ова денешна презентација е тоа што малку повеќе да ги потикнеме и да ги запознаеме самите фармери, самите земјоделци за програмите кои што се во тек. Денеска имаме значи две програми кои што се денеска. Тие се веќе започнати програми. Едната е веќе добро познатата Пола што е националната, кај што ке народот е позната како Пола и програмата за млад земјоделец, каде што течат паралелно. Програмата Пола не е до 20 февруари, значи крајен рок, имаат уште 10 дена за аплицирање самите фармери, самите земјоделци. Ние тука сме со цел да ги потикнеме, да им објасниме, да ги упатиме, значи како да остварат, како да го решат ако немаат решени имотно-правни односи, значи да си ги решат тие проблеми, оти многу од самите земјоделци не му се решени тие односи, така да не можат да аплицираат и без тоа. Исто така и програмата за млади земјоделци која што трае до 3 март не е, па така заедно, значи целта нова презентација е заедно двете програми да ги опфатиме, да ги запознаеме луѓето, малку да се подружиме со луѓето, пошто имаме веќе многу наши клиенти во овој крај, многу пријатели, така постојано, значи не ги забораваме. Правиме презентации 4 до 5 пати годишно. Индискиот солис, кој е познат во светот по производството на земјоделска механизација, работи на долгорочна стратегија за пласман на своите производи во Македонија. Yes, first of all, I would like to appreciate. Би сакал да ја поздравам идејата на владата со и нејзината поддршка кон земјоделците и кон ова поле што им помага за модернизација. Основата на сите држави е фармерот, бидејќи на сите ни треба леп
тие се они кои основаат самата држава. Исто така сакам да ја представам Соналика, компанија една од најголемите во светот во производство на трактори, со производство од 70.000 трактори и со максимален капацитет од 150.000 трактори, присутна речиси низ целиот свет. Што се однесува до нашата компанија во Македонија, имаме партнер Хемометал со кој сме заедно веќе повеќе од 3 години. Со нив работиме стратегија на изградување на пријателски партнерски односи со нив и со Република Македонија. Сакаме да бидеме блиску до фармерите и до сите аспекти од земјоделството. Целиот настан е во функција на популаризирање на мерките на владата за помош на земјоделскиот сектор. Мене ми е чест, значи, еве вака што имаме на поста од едни големи производители, тоа е фабриката Солис, значи представник ни тука, господинот од Индија, кој дојде да го представи, да ги представи најновите технологии, најновите достигнувања на нивната фабрика. Значи, може тие со една мала презентација ќе може да ги покажат нивните производи, значи нивните трактори какви што се и какви луѓето можат да си набават. Значи се уште програмата тече, луѓето кои се заинтересирани може да дојдат да ги видат и да аплицираат понатаму. Нашата работна единица стои отворена. Преку овој проект, кој веќе неколку години се реализира во нашата држава, обновена е механизацијата на многу приватни стопанства. Искуствата од користењето на оваа механизација се повеќе од позитивни. Јас конкретно имам го овај 75-ката, 75 коња. Трактор е прилично добар. За таа коњажа дури и појак испаја дека е од 75 коња. Мислам до сега нема ништо, никакви проблеми. Има околу 1000 сати, до сега не е ништо покажал. Меѓутоа, како вика старите, ново си е ново се. Побрза, поефикасна, немаш дефеци, помала потрошња на нафта и се. У секој случај нова механизација е многу подобро него со стара механизација. На презентацијата во Штип некои дојдоа за прв пат за одблиску да се запознаат со условите за аплицирање како можност да ги заменат старите со нови трактори. Заинтересирани сме и за тоа да идеме тука да видиме што процедури има, колку пари се, како ги дават на рат или на кредит ли треба да се взима, дали нешто случајно владата помага 50-50 и заинтересирани сме, за тоа рачунаме да вземе по-ново, чим е по-ново, веројатно е подобра обработката на земјата. Затоа ние се стари машини што ги имаме, бише по 40 години, ремонт правени и така да подобро е. Инаку огласите за апликации траат до 18 февруари, односно до 3 март годинава. Македонските земјоделски производи се квалитетни и се повеќе наоѓаат пласман на пазарите во странство. Првиот човек на Агенцијата за храна и вино говори за повеќе аспекти на домашното производство. Здравствениот статус на сите видови на животни е од особено значење од причина што се познати зоонотски болести кои се пренесуваат кај луѓето, но исто така друга важна работа е бидејќи од здравствениот статус на животните зависи и извозот на сите прехранбени производи кои се од животинско потекло во земјите членки на Европската унија и во другите и во трети земји кои бара да ги исполниме истите. Тука би сакал да нагласам дека во изминатата недела имавме ФВО мисија од Европската комисија која го потврди здравствениот статус во делот на живинарството. Треба да добиеме финален извештај, но забелешките се позитивни, а со тоа и потврдено дека системот на здравствена заштита функционира во Република Македонија, е соодветствува со барањата на Европската унија и до сега можам да кажам дека многу имаме напреднато и работиме уште во одредени мали сегменти за сите аспекти да бидат исполнети. Доказ за тоа е и можноста ние веќе добивме и официјално можат нашите јајце производители живинарски фарми да извезуваат во Европската унија. Веќе сме одобрени за извоз на млечни производи, одобрени сме за извоз на говедско месо. Сега се надеваме дека ќе добиеме позитивен извештај и во најбрз рок ќе можеме да извезуваме и производи
од живина, значи секако вид на производи од живина, местни производи. Сето тоа укажува и покажува дека контролата во Република Македонија од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство во делот на здравствената заштита е на највисоко ниво, а исто така и контролата на прехранбените производи кои се од животинско и неживотинско потекло се на највисоко ниво согласно ЕУ регулативите, ЕУ стандардите, бидејќи веќе истите и се извезуваат во Европската унија. Ние веќе знаеме дека јагнешкото месо е традиционален квалитетен производ кој го извезуваме како држава во текот на великденските празници, најмногу во Италија, во Хрватска, во Грција. Тоа е веќе воспоставена пракса и кај нашите кланичари и поради квалитетот нормално. Исто така потпишавме договор за извоз на јагнешко, смрзнато јагнешко месо во Народна Република Кина и интересот е голем за извоз. Исто така се работиме и и сите мерки кои ги презема владата за да се овозможи на младите земјоделци и на сите земјоделци да го зголемат своето производство е со цел да можеме ние нашите квалитетни производи македонски да ги пласираме на сите пазари, бидејќи ние сме познати по добри производи, по квалитетни производи. Целта е да се зголеми производството, бидејќи веќе се квалитетни производите, да можеме со количини да конкурираме на големите пазари. Агенцијата за храна и ветеринарство е она алка која се надоврзува на поддршката на владата и на ресорното Министерство за земјоделие, која ги дава овие мерки на земјоделците. Нашата цел е да ги отвориме сите оние пазари до сега кои ни биле затворени, за да можеме нашите производи да ги пласираме. Веќе докажавме дека сме квалитетни, имаме безбедни производи согласно ЕУ стандардите и докажавме дека можеме за брз период да ги отвориме сите други пазари кои ни се од значење. Ќе напоменам тука дека ете во млечните производи веќе можеме да ги извезуваме во Соединетите Американски држави, се работи на извоз во Соединетите Американски држави за местните производи. На европскиот пазар останува да бидеме одобрени уште за производите од риба, кој е во финална фаза и очекуваме набрзо дека ќе можеме да ги извезуваме, исто така и за производи од месо од живина и на крајот ќе останат само производите од свинско месо за кои се надевам во наредните години и тоа ќе овозможиме да се извезуваат на европскиот пазар, а преку европскиот пазар нормално и во сите други држави. Го отворивме и рускиот пазар како еден стратешки голем пазар за местните и млечните производи и веќе од февруари месец треба нашите компании да ги извезат првите количини на производи во рускиот пазар. Пазарот е веќе отворен. Количините, цените се веќе во доменот на приватните бизнисмени кои треба да ги најдат соодветните партнери кои сакаат да увезуваат производи во Кина. Кина веќе се обрати до наши кланичари кои произведуваат јагнешко месо, извезуваат веќе на европскиот пазар со цел да можат да повлечат количини за Кина, но сепак за количините и за цената е рано да се збори, тоа се во доменот на приватните бизнис оператори за да се ги договорат и количините и цените кои би биле, но целта е сепак ќе напоменам да се зголеми преку овие мерки примарното производство, примарното сточарско производство, за да можеме ние со сериозни количини да направиме извоз, сето тоа да може да ја зајакне економијата во овој сегмент на Република Македонија, да овозможи нови вработувања и нормално девизен прилив. А пролетното разобување на парковите површини во Штип е обврска на јавното претпријатие ИСАР. Деновиве вработените во работната единица паркови и зеленило се на повеќе пунктови во и околу градот. Да го проследиме разговорот што со техничкиот директор го води колешката Билјана Иванова. Веќе кај нас се почната сезона, иако ние не завршуваме со работите во парковите, затоа што оној, така да речем, мртов период, кога не можеме да работиме на терен, ние работиме во расадник, веќе е започнато поставување на пролетното семе, односно на оние цвеќиња кои што во летниот период и рана пролет ќе го красат нашиот град. Пред неколку дена работевме на уредување на речното корито, а поточно се работи на мостот измеѓу гимназијата и платформите. Го средувавме овој дел со цвеќе, тука засадивме виола и украсна зелка.
Исто работевме на уредување на кружниот ток со цвеќе и пополнување на оние места каде што, така да речеме, несовесни граѓани ни го имат украдено на оние површини каде што претходно го засадивме. Во наредниот период остануваат уште малку од оној есенски расад, односно тоа е виолата, каде што ќе мора да ги пополниме оние други празни површини кои што планираме и работиме на уредување со декоративни садници, бидејќи времето веќе дозволува подигнување на нови дрвореди, пополнување на декоративни садници во парковите. Еве работиме на мултимедијалниот центар на улица Скопска, ќе работиме во паркот во Бави и можеби 8 ноември, каде што сметаме дека треба да поставиме овие и солитерни видови на дрвја кои што во летните месеци ќе дадат една убава сенка, а и декоративни садници, односно четинари кои што ќе потполнат онаа празнина во зимскиот период. Дали овие видови бараат некакво посебно одржување и какво е нивното одржување во парковите површини? Па видите, одржувањето на парковите површини преку цела година, значи се трудиме оние видови кои што треба да ги заштитуваме преку зимскиот период, ние ги заштитуваме. Дали тоа ќе биде со нивно поместување во расадникот и повторно враќање на површината. Грижата околу нив во оние летните периоди, кога има горештини, имаме инсталирано веќе на повеќе места системи за наводнување, кои што кај нас и во овие, така да речем, семиаридно подрачје, кај што Штип потпаѓа, водата ни е многу значаен елемент во одржувањето на парковите. Инаку, самиот избор на садниците, што го работиме, е тој да ставаме дрвни видови кои што се отпорни на оние високи температури кои што се јавуваат преку летниот период. Немаме, така да речем, проблеми со снегоизвали. Тука доаѓаат поради оние така да речем силни ветрови кои што ги имаме тука, имаме повремено ветроломи, ветроизвали. Не, меѓутоа се трудиме да поставиме оние дрвни видови кои што ќе бидат отпорни, дека нема да се случи и дека нема да направат штета на граѓаните по лица или имот. Приказна за сточар од Радање Карбинско, кој е единствен по тоа што има стадо со нова раса на овци кој ги набавил од Грција, а се пофали дека на едно молзење добивал по 4 литри млеко. Сали Османов е млад сточар од селото Радање кој екзистенцијата одлучил да ја обезбедува преку козарството. Предноста на козите наспроти другиот добиток ја гледа во тоа што околината на Радање располага со погодни терени за испаша на козите. Но Сали од другите сточари се разликува по тоа што е единствен во регионот кој има стадо на нова раса на кози кој ги набавил во Грција. Разговаравме со него за неговата одлучна определба, за неговите очекувања и за работата околу козите воопшто. Значи немаше друга работа, кај да отидам, значи не можам да добијам работа. Значи да отидам во конфекција, значи нема добра плата и плюс значи ќе ги прашам дали ќе ме примат или значи зимат број, на време не ми се јавуват и фактички не ме примат. Значи секаде да отидам немам работа, па се одлучив кози да чувам. Набавив од англонубиската, новата сорта што е. Каде ги набавивте? Па козите ги набавив бев во Грција, таму прв пат видов вакви кози. Па мерак ми беше да земам, значи земав 2-3 јариња. Па сега ги оплодив и имам повеќе од тие. Значи многу сум заблагодарен од таа сорта. Значи благодарен, зошто благодарен, кои квалитети ги има оваа коза? Што се разликува од обичната? Значи да почнем прво од млекото. Млекото немат мирис. Нашите кози што се тука во Македонија имат мирис. Исто и машките имат мирис. Значи овие немат никаков мирис, ни во млекото, ни во машките. Ако храниме добро и ако се шталски, затворени, значи на едно музење 5. Ако се 5 литри? Да, 5 литри, а ако се на паша вака, 4. Значи на паша послабо е.
Рековте дека не пробираат паша. Да, не бираат паша, значи како овци се и може и од овци подобри се. Значи не бираат ништо, значи може да пасат и трева и во шума. Било каде, значи не бираат. По колку јагниња вака се објегнуваат? Па јариња има од 1 3, значи до 3 испаја, значи од 2 надоле не се. 2-3 јарија имат, на едно козење, 2-3 јариња имат. И со пласманот како оди со млекото? Па со млекото оваа година летоска беше 18 денари од литар млеко, па после беше 11, значи слабо плаќат млекото. Квалитетно е млекото? Квалитетно е млекото, нема цена, значи што зимаме од млекото, па за нив ги даваме. Парите. Што останува по едно јаре, останува ли за вас како печалба? Не ни останува ништо, затоа што не ни се исплаќа млекото. Значи 14 денара е детелината, 14 детелината, 13-14 исто е ечмено, значи не останува ништо за нас. Собствена храна имате ли? Немаме ништо. Да, си купувам. И каде гледате ли перспектива, шанса да обстанете со овој начин на сточарење? Па да, сакам. Значи, колку да е скапо или било ефтино, сакам да си ги чувам. Па ќе си ги чувам, живи, здрави, ќе си ги чувам. Субвенции дава ли државата? Па да, субвенции дава, само многу касно. Значи пред декември или во декември да се даде, подобро ќе не биде, затоа што тогаш храна си купуваме. Значи подобро е тогаш. Редовна рубрика Ветеринарот ве советува. Во неја ќе слушнеме какво мени треба да имаат домашните меленици ако сакаме да бидат здрави и отпорни на болести. Овде можам да напоменам дека од големо значење е и храната која што ја вресуваат куќните љубимци, поготово кај кучињата и кај мачките. Знаете дека ние имаме оние наши традиционални навики, она што ќе ни остане во чинијата, го префрламе директно во садот за јадење на домашните љубимци. Па од тука можам слободно да ви кажам, таквото нешто не е забрането и е окей, но верувате дека како и кај луѓето, така и животните, потребата од внесувањето на витамините, минералите за безпрекорно функционирање на нивниот организам е потребно и внесување на храна која е озбогатена како со витамини, како со минерали, така и со макро и микроелементи. Ние кај нас во ветеринарна станица Штип имаме голема палета на храни кои, впрочем, во себе ги содржат сите потребни средства со кои се задоволува едноставно организмот кај овие единки. Тргнувајќи и од оние храни кои што се диететски, поготово за оние животни кои имаат проблем со дигестивниот тракт, односно при самото варење на храната. Имаме храна и за мали кутриња и за возрастни, што значи за секоја врста на животно, односно за секоја категорија на кучиња, има различита храна. Па од тука би можел да ви понудам, во колку имате интерес да вашиот љубимец биде во функција едноставно, безпрекорно, со длака која наликува стварно на онаа раса која имате, да ја одржи длаката, да нема опаѓање на длаката. Исто постои и таков тип на храна кој и во целост ги задржува сите квалитети на длаката која што ја носи на себе. Ете, тоа беше се за оваа емисија. Со нови прилози, кои веќе од утре ќе ги подготвуваме за наредната емисија, се гледаме за 7 дена. Пријатно и довидување.